Добра вечер во Дневникот на КТВ, 2 февруари 2026. Во Кавадарци е во тек изградбата на нов модерен биопазар, прв од ваков вид во Тиквешкиот регион, кој представува значајна инвестиција во здравјето на граѓаните, развојот на земјоделството и локалната економија. Проектот има за цел да обезбеди современ, уреден и сертифициран простор каде локалните земјоделци, органски производители и мали семејни бизниси ќе можат директно да ги пласираат своите производи без посредници, по фер цени и со зголемена доверба од потрошувачите, велат од општината. Биопазарот ќе располага со 15 деловни единици наменети за продажба на органски, јаткасти плодови, мед, млечни производи како сирење, кашкавал и урда, како и други разни домашни преработки и путери од јаткасти плодови. Михајлово е целосно исчистено од снегот што падна во текот на ноќта со висина од околу 2 до 3 сантиметри. По расчистувањето следуваше посолување на патиштата со сол и ризла со цел подобрување на безбедноста во сообраќајот. Дежурните екипи на зимската служба излегоа на терен од 6 часот утрово и континуирано ја следат состојбата на терен, велат од зимската служба на општина Кавадарци. По обилните врнежи од дожд, денеска со помош на механизација од јавното претпријатие Комуналец и Јами, како општествено одговорна компанија, се работеше на санација на неколку локации на колекторот на потегот од Кавадарци до село Марена. Над 50 предмети за висока корупција се отвораат. Украденото мора да се врати кај народот, порача премиерот Христијан Мицковски на конститутивната седница на Националниот совет за финансиски истраги и конфискација на имот. Денес ја одржуваме конститутивната седница на Националниот совет за финансиски истраги и конфискација на имот, тело кое не е формалност, туку јасна и недвосмислена порака дека државата конечно застанува цврсто, системски и безкомпромисно против криминалот и корупцијата. Ова влада ја започна борбата против криминалот и корупцијата не со декларации, туку со дела. Во моментот, повеќе од 50 предмети за висока корупција се во постапка, случаи кои со години биле заткриени, одложувани или игнорирани. Но ова не е крај, туку почеток. Очекуваме отварање на нови случаи, темелни истраги и резултати што ќе вратат довербата на граѓаните во државата и во институциите. Јасно и гласно сакам да порачам, нема селективна правда, нема заштитени, нема недопирливи. За таа борба да биде успешна, потребно е јакнење на судството и обвинителството институционално, кадровски и функционално. Само силно, независно и професионално судство и обвинителство можат да изнесат оваа борба до крај и да обезбедат правдата да не биде бавна, ниту селективна, туку ефикасна и правична. Јас сум за засилени мерки во борбата против корупцијата, но борбата не завршува со кривична постапка. Борбата мора да заврши со одземање на незаконски стекнат имот, затоа што криминалот не смее да се исплати. Украденото мора да се врати кај народот. Токму затоа ги воспоставуваме овие механизми и токму затоа денес го конституираме овој совет. Конфискацијата на незаконски стекнатиот имот и имот на корист не е едноставен чекор, таа е повеќе димензионален и комплексен процес кој опфаќа повеќе фази, меѓусебно поврзани и условени, во кои се вклучени повеќе институции со јасно дефинирани надлежности и одговорности. Следејќи ги фазите на постапката за поврат на имот, стратегијата за периодот 2025-2028 година јасно ги дефинира трите приоритетни области на дејствување. Прво, пронаоѓање, идентификување и следење на незаконски стекнатиот имот и имотната корист, не само во земјата, туку и надвор од неа, преку меѓународна соработка и современи финансиски истражни механизми. Второ, привремено обезбедување и конфискација на имот и имотна корист
брзо, ефикасно и во согласност со законот, без простор за манипулации, одоговлекувања или злоупотреби. И трето, ефикасно управување со одземениот и конфискуван имот, вклучително и неговата повторна употреба за социјални цели, затоа што одземениот криминален имот мора да добие нова, општествено корисна вредност и да се врати во служба на граѓаните. Овој совет, под водство на потпредседателот на владата, задолжен за политики за добро владење, има клучна улога во координацијата, надзорот и стратешкото насочување на сите овие процеси. Очекувам од вас професионалност, храброст и интегритет, но пред се резултати. Денес поставуваме темели на систем во кој правдата не е декларација, туку пракса, во кој борбата против корупцијата не е политички слоган, туку државна политика. И во кој институциите работат во интерес на граѓаните, а не во заштита на поединци. Ова е борба за правна држава, ова е борба за доверба, ова е борба за достоинството на граѓаните и во таа борба нема да отстапиме. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски информира дека успешно поминал првиот ден од официјалниот старт на Безбеден град. 1.2.2026 година, негде отприлike околу 20 часот, драстично намалување на бројката на сообраќајни прекршоци споредено со пред 2 месеци кога започнавме со тест периодот. Отприлike имаме негде околу 500 сообраќајни прекршоци кои што се констатирани од страна на паметните камери и навистина сакам да укажеме на огромна благодарност до македонските граѓани и совесните учесници во рамки на сообраќајот заради тоа што вие сте тие кои што овозможивте драстично да се намали бројката за период од околу 2 месеци од 120.000 на 500. Вие сте тие кои што ги намаливте бројот на повредени лица во рамки на сообраќајни незгоди отприлike за околу 35% на територија на СВР Скопје и вие сте тие кои што го намаливте бројот на смртни случаи во рамки на настанати во рамки на сообраќајни незгоди од 11 на 4. Ве честитам за сето ова со имплементирање на овој проект. И еве од првиот ден, од првите неколку сати во рамки на неговото имплементирање, покажуваме дека сме можеле европските вредности да ги имплементираме во Македонија и сме можеле да покажеме еден поинаков пристап за разлика од претходно. Ви честитам од срце и сум сигурен дека во иднина со вакво однесување и со ваков начин на однос кон својата држава ќе покажеме дека навистина ги имплементираме оние европски вредности кои што ги заслужуваат македонските граѓани. 5 тони дрога поминале низ Македонија, кој ќе одговара за картелскиот скандал, прашаа на денешната пресконференција од опозиционата СДСМ. Во соседна Србија е запленета огромна количина од 5 тони дрога која дошла преку Македонија. Меѓу апсените има и косопственик на македонска фирма. Ова е огромен, криминален, картелски скандал за кој мора да има одговорност. Клучното прашање на кое власта мора да одговори е како 5 тони дрога поминале преку македонската граница. Кој дозволил 5 тони дрога да се прошверцува? Без подршка и заштита од структурите на власта, криминал од вакви размери не може да се случи. Ова не е инцидент, ова е систем. Како е можно во држава со Safe City, со камери и со скенери на граничните премини да поминат цели 5 тони дрога? Или ова е толку добро организирана картелска мрежа поврзана со се и никој ништо не и може. Уште колку вакви пратки, уште колку тони дрога се пренесени преку македонските граници без да бидат откриени. Криминални тендери, дрога од 5 тони, фотографии на Мицковски со криминалци, луксузни часовници вредни 65.000 евра. А нема пари за поголеми плати, нема пари за минимална плата од 600 евра за работниците кои едва и врзуваат крај со крај. Како во мафијашки филм. СДСМ со денови алармира на директна поврзаност на криминалните структури во Македонија и во Србија, но наместо одговори молк.
Дали 5 тони дрога се доволни за обвинителството конечно да реагира? Ќе покрене ли истрага за овој случај или повторно гласот не допира за скандалите и криминалот на власта? Не може институциите да молчат. Нека излезат пред граѓаните и нека кажат кој ќе понесе одговорност. Одговорност ќе има. Кога? Тогаш. Работата не е завршена. Левица најавува неколку законски измени за подобрување на статусот на работниците. Иако Законот за здравствена заштита формално предвидува транспарентна постапка, јавен оглас и рангирање врз основа на стручност и компетентност, во пракса се случува спротивното на овие јавни конкурси. Постоечката одредба од членот 161 му дава дискреционо право на директорот на здравствената установа да избере кој ќе вработи, дури ако тој кандидат не е прворангиран. Следствено имаме бројни случаи каде најдобрите кандидати не беа избрани, а целата постапка се сведуваше на формалност со однапред познати одлуки. Чиста дискриминација овозможена со член 101 став 3 од Законот за работни односи, кој дозволува договорот на определено време да престане и покрај бременост. Повторно предлагаме јасно решение кое ќе биде прифатливо за целото собрание. Пред се предвидуваме дека договорот за вработување на определено време автоматски се трансформира во договор на неопределено време доколку жената достави потврда за бременост од овластен лекар или надлежен орган. Второ, се брише одредбата што возможува престанок за работниот однос поради истек на договор на определено време кога станува збор за бремена работничка. Трето, се воведуваат јасни и сериозни казни за работодавците кои нема да ја почитуваат оваа обврска и нема да го трансформираат работниот однос. Покачувањето од 40% на платите на административните службеници Трендафилов ги одбива по насока на СДС и Левица, обвинија на денешната пресконференција од ВМРО ДПМН. Покачувањето од 40% на платите на административните службеници Трендафилов ги одбива по насока на СДС и на Левица. Избраникот на СДС, кој беше наместен преку Јованка Тренчевска за председател на Сојузот на синдикати на Македонија, Слободан Трендафилов, и ден денес продолжува да работи за СДС, а не за интересот на работниците. Трендафилов одбива да им се зголемат платите на работниците во јавниот сектор, затоа што мора да возврати на СДС кој го поставија за председател на ССМ. Тој заедно со неговите другари ја продолжија послушноста кон СДС, која ССМ ја има историски. Трендафилов бара зголемување од 50% на минималната плата за само една година, а изминатите 7 години во време на СДС минималната плата вкупно не се зголеми за 50%. Дополнително, ССМ и Трендафилов не ги слушнавме ниту еднаш да говорат дека во времето на СДС се живееше тешко, со двоцифрена инфлација, со скапи цени по маркетите и со сметки за струја високи до плафон. Тогаш за Трендафилов и за ССМ изгледа добро се живеело. Но сепак ВМРО ДПМН е партија која размислува за иднината и за доброто на работниците. Единственото моментално решение за зголемување на платите и на минималната плата, а при тоа да немаме економска криза, висока инфлација и дупки во буџетите, е зголемувањето на платите за околу 14% во април годинава, а вкупно околу 40% до 2028 година или во бројка над 10.000 денари би се зголемила платата во администрацијата за само 2 години од денес. Го повикуваме Трендафилов барем еднаш да ја остави политиката на страна и да размислува за граѓаните и работниците. Да го прифати предлогот на владата и работниците да добијат зголемени плати. Следува информација и од спортот, победи на кавадаречките кошаркарски екипи на гостувањата. Тиквеш Голден Игла славеше против Кожув со 78-79, а Про Баскет го победи МЗТ со 72-75. Во машката кошаркарска МТЛ Суперлига викендов се одиграа средбите од редовното 13-то коло. Гостивер на домашен терен очекувано лесно го доби дуелот со Ангели со резултат 94-65. Во дербито на колото, работнички го пречека лидерот ТФТ и одиграа квалитетен надпревар во кој ТФТ славеше тесна победа од 84-88.
Интересно и неизвестно беше на надпреварот помеѓу Чаир и Пелистер. Сепак битолчани на искуство по продолженија славеа со 99-107. Во втората скопска преспретка Феникс солидно му парираше на актуелниот шампион МЗТ, кој на крај победи со 73-85. Во Гевгелија, екипата на Кожув го нагости тимот на Тиквеш Голден Игл. Кавадарчани одигра крајно неизвестен надпревар и на крај со малку повеќе среќа славеа минимално со 78-79. Во последниот надпревар од ова коло, маđари го изненади фаворизираниот тим на Куманово и славеше со 94-78. Девојките овој викенд ги одиграа средбите од 11-тото коло во кое се постигнаа очекувани резултати. Бадел ја оправда фаворитската улога во дуелот со Патриот и славеше со убедливи 106-46, а Спорт Тим во Неготино го нагости актуелниот шампион и лидер Баскеткам и очекувано загуби со 57-92. Екипата на Про Баскет му гостуваше на МЗТ во надпревар во кој кавадарчани на моменти има и двоцифрена предност. Сепак на крај, во пенал завршница, Про Баскет успеа да слави со 72-75. Ова коло ќе заврши во среда на 4 февруари со дербито помеѓу Вардар и Крива Паланка. Средбата ќе се одигра малку подоцна заради настапот на тимот од Крива Паланка во женската ВАБА 2 лига. Времето утре променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб, а долж по Вардарието умерен ветер од југоисточен правец. Температурата во интервалот од -2 до 10 степени. Тоа беа содржините во дневникот. Благодарам за довербата и вниманието. Имајте пријатна вечер.